Добра вечер, победнички Бутел. Добра вечер, Македонио. Добра вечер за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Добра вечер за премиерот Груевски и министрите. Добра вечер за кандидатите за пратеници предводена од министерката Јанкуловска. Добра вечер за председателот на собрание Трајко Велјановски. Добра вечер за градоначалниците. Вашиот градоначалник Латиновски и градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски. Добра вечер за сите присутни. Почитувани граѓани на Бутел, ви благодарам што на 13 април направивте разлика. Благодарам за сиот ваш труд и ентузијазам. Особено благодарам на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Унијата на жени, ветераните на ВМРО ДПМН од Бутел. Со вашите гласови на 13 април, Бутел е на листата од 74 општини каде извојувавме победа. Победа како кандидат на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Но, почитувани граѓани, 27 април доаѓа. 27 април недела е денот кога ќе имаме демократијата на дело. Во недела вашиот глас одлучува каква Македонија ќе имаме. Вашиот глас одлучува како ќе продолжиме со реформите, со промените, како ќе продолжиме да ја градиме економски силна, просперитетна европска Македонија. Во недела граѓаните избираат кој ќе биде на власт. Во недела е денот кога граѓаните ќе кажат кој ќе управува со државата, кој ќе ја представува државата. Во недела е денот кога треба да избереме кој ќе продолжи да ја гради, да ја представува Македонија. Затоа во мојата програма стои дека мора да изградиме доверба меѓу општеството и државата во Македонија. Доверба меѓу граѓанинот и институциите во Македонија. Доверба кој е клуч за одговорноста. Во недела го имате вашиот глас. Вашиот глас е право да се избере од понудените опции. Да изберете кандидати. Кандидати кои се одговорни. Кои работат според програма и даваат отчет. Тоа е новата политика во Македонија. Затоа граѓаните за овие години во демократија научија да прават разлика. Да прават разлика меѓу оние што се надпреваруваат со убави зборови, со празни ветувања и тие што дават конкретни програми и даваат отчет за повторно да добијат доверба. Доверба од вас. Почитувани граѓани, во недела вашиот глас одлучува кој ќе биде претседател на Република Македонија, кој ќе биде пратеник во собранието, кој ќе добие мнозинство да формира влада во Република Македонија. Тоа се најбитните институции во една современа држава. Вие го давате мандатот. Веќе првиот ден после изборите, во понеделник, одговорноста ќе ја преземат тие за кои ќе гласаат мнозинството граѓани во Република Македонија. Затоа велам, да бидеш избран од граѓаните не е само чест и привилегија, тоа е и голема одговорност. 5 години како претседател на Република Македонија бев со граѓаните и одговорно ја врше функцијата. Секоја своја одлука, секој мој искажан збор, секој мој изнесен став и дома и надвор беше затоа што од вас го има вашиот глас, да бидам ваш глас, да представувам тоа што вие го сакате и го посакувате за Република Македонија. Почитувани граѓани,
Кажав и ќе повторам. Слушајќи го вашиот глас, слушајќи ги вашите потреби, слушајќи ги вашите проблеми, слушајќи го вашето мислење за Република Македонија, кажав и ќе повторам, не прифаќам промена на Уставот на Република Македонија. Не прифаќам промена на Уставот со цел да се промени уставното име Република Македонија. Не прифаќам идеи и предлози што би го загрозиле македонскиот национален идентитет, македонскиот јазик и македонскиот модел на соживот. Народот го има и првиот и последниот збор за ова прашање. Почитувани граѓани, довербата меѓу граѓаните и институциите се гради со секој ден, се гради со секое дело, се гради со сето она што останува зад нас. Затоа велиме дека нашите дела се погласни од нашите зборови. Тоа што го правиме и тоа што го оставиме за сите идни поколенија да живеат во Европска Македонија, да живеат во држава во која се мисли за секого. Затоа во Македонија се мисли и за земјоделците и затоа се делат субвенции. Се мисли и за пензионерите и затоа се зголемуваат пензиите. Се мисли и за студентите, затоа се делат стипендии. Во Македонија се мисли и на учениците, затоа имаат бесплатни учебници. Секоја категорија на граѓани во Македонија има свое место во програмите на владата и мојата програма. Затоа ја добиваме вашата доверба, затоа што сме искрени кон вас. Го кажуваме само она што можеме да го исполниме. Покажавме дека Македонија може да успее, но и секој може да успее во Македонија. Затоа сведочат странските инвестиции, затоа сведочат домашните инвеститори, затоа сведочат успесите што ги постигнува секој во Македонија. И во спортот, и во културата, и во уметноста, и во науката. Секој што сака да успее, може да успее во Македонија. Само така успева цела Македонија, затоа што сите сме Македонија. Покажавме дека можеме да водиме одговорна економска политика. Тоа го покажавме затоа што работевме заедно. Настапувавме како тим. Покажавме дека институциите во Македонија не само што треба да соработуваат, мора да соработуваат во интерес на граѓаните на Република Македонија. Покажавме како треба да функционираат и председателот на државата, и премиерот, и пратениците, и градоначалниците. Кога сме посветени на потребите на граѓаните, тогаш ја добиваме довербата од граѓаните. Затоа ви сме благодарни што ја препознавте разликата. Наша цел е да создадеме економски силна и развиена Македонија, но да имаме и напредна земјоделска Македонија. Да имаме земја во кој младите можат да добијат квалитетно образование, земја во која можат да основат своји семејства и да создадат потомство. Почитувани граѓани, на 27 април имаме навистина исклучителни избори. Имаме избори кога од вашиот глас зависи каква Македонија ќе градиме. Од вашиот глас зависи дали ќе продолжиме со реформите, дали ќе продолжиме со економскиот успех на Македонија, дали ќе продолжиме со успех на секој поединец во оваа држава. Затоа овие избори се важни избори. Ве повикувам да излезете масовно да гласате на 27 април. Затоа што секој вас глас за мене, за ВМРО-ДПМН, за коалицијата за подобра Македонија е глас за вас, за вашите семејства, за вашите општини, глас за Македонија. Да живее Бутел, да живее Република Македонија!